Министерот за здравство Сашо Клековски информираше дека во саботата е регистриран третиот смртен случај од западно-нилска треска во земјава. Починатиот пациент имал 61 година и бил од едно од погодените подрачја. Покрај инфекцијата имал и прекумерна телесна тежина. Првиот смртен случај бил 83 годишен пациент со претходни заболувања, додека вториот 72 годишен пациент со тешка клиничка слика. Во моментот во земјава се потврдени вкупно 35 случаи на западно-нилска треска, 3 случаи се сомнителни се во процес на дијагностицирање. На болничко лекување се 16 пациенти, од кои 15 се на клиниката за инфективни болести. Еден пациент се лекува во приватна болница. Досега се излекувани и отпуштени 15 пациенти. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана информираше дека 6 пациенти се во критична состојба и се лекуваат на одделот за интензивна нега. Сите се постари од 60 години. Најмладиот хоспитализиран пациент со невроинвазивна форма на инфекцијата има 25 години и е во стабилна здравствена состојба. Според Клековски, најголемо жариште на западно-нилска треска во Европа во моментов е Атина, каде што се регистрирани 81 случаи со невроинвазивна форма и 9 смртни случаи. Вирусот е регистриран и во пограничните области со земјава, особено во регионот на Централна Македонија во Грција. Здравствените власти велат дека капацитетите за препознавање и дијагностика на западно-нилската треска се максимално подигнати. Потврдувањето на вирусот се врши со 2 независни теста. За постапките се информирани сите лекари кои би можеле да дојдат во контакт со пациенти сомнителни за инфекцијата. За справување со епидемијата од западно-нилска треска, Министерството за здравство вели дека се продолжува со вонредно прскање против комарци покрај редовните третмани кои веќе биле планирани. Министерот Сашо Клековски информираше дека дополнително ќе бидат превземени и други мерки во подрачјата каде што е прогласена епидемијата. Жителите на погодените подрачја ќе добиваат SMS пораки со информации и препораки за заштита од комарци и намалување на ризикот од заразување. Дополнително ќе се врши засилена контрола на живината, особено во местата каде што има слободно одгледување живина во близина на канали за наводнување. Клековски апелираше до граѓаните да придонесат во спречувањето на ширењето на вирусот, пред се преку намалување на водните површини каде што може да се размножуваат комарците. Како проблем во загрозените подрачја биле идентификувани поголем број базени за рекреативни цели. Според министерот, преку сателитски дигитални мапи биле забележани бројни водни површини во засегнатите делови на Скопје. Тој нагласи дека иако високите температури го отежнуваат празнењето на базените, потребна е максимална предпазливост и одговорност од граѓаните. Епидемијата на западно-нилска треска во Скопје официјално беше прогласена на 12 август во општините Киселавода, Газибаба, Аеродром Бутел и Илинден. Како особено погодени населени места се посочени Драчево, Пржино, Долно Лисиче, Кадино и Јурумлери. Во овие подрачја ќе се спроведува и вонредна контрола на живината. Посебно внимание ќе биде посветено на слободната живина која се одгледува во близина на канали за наводнување. Клековски потсети дека при последното поголемо појавување на западно-нилска треска во земјава во 2019 година, од 9 контролирани кокошки една била позитивна на вирусот, токму во едно од подрачјата кои сега се опфатени со мерките. Покрај контролата на живината ќе биде засилена и етномолошката контрола, односно следењето на присуството и бројноста на комарците. Министерот упати апел до граѓаните доколку забележат угинати диви птици, особено гаврани, да ги пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство. Гавраните се меѓу видовите птици кои можат да бидат резервоар на вирусот и нивното следење е важно за навремено откривање на присуството на инфекцијата. Во земјава досега се регистрирани 35 случаи на западно-нилска треска. 3 лица починаа од последици поврзани со инфекцијата. Здравствените власти апелираат на зголемена внимателност, особено во подрачјата каде што е прогласена епидемија. Во изминатото деноноќие во земјава се регистрирани вкупно 25 пожари на отворен простор, соопшти Центарот за управување со кризи. Од нив 4 се активни, 3 се ставени под контрола, додека 18 пожари се целосно изгаснати. Активен пожар има на територијата на општина Студеничани, каде што гори мешана шума на потегот од селото Моране кон селата Вртекица и Рамни Габер. Пожар е регистриран и во општина Македонски Брод во реонот на Видуш, Драгов дол и Лопвица. Таму огнот зафатил ниска вегетација, нискостеблеста шума и грмушки. Активен е и пожарот во атарот на селото Сълп на подрачјето на општините Велеси и Зелениково. Според информациите на ЦУК, огнот се шири кон селата Карабуњишта, Добрино и Тисовица. Четвртиот активен пожар е на подрачјето на општините Јегуновци и Сарај во близина на селата Копанце и Туденце, од каде што огнот се шири кон селото Бојане.
Во услови на високи температури и суво време, Дирекцијата за заштита и спасување повторно апелира до граѓаните да бидат особено внимателни и одговорни да не палат оган на отворено. Директорот на ДЗС Стојанче Ангелов при обиколка на подрачје покрај реката Треска преку видеопорака покажа огниште за скара поставено во непосредна близина на сува трева и голем куп суви гранки кои водат кон блиската шума. Ангелов предупреди дека ваквото однесување представува сериозна опасност од брзо ширење на огнот, особено во период кога вегетацијата е сува. Тој изрази разочараност што и покрај бројните предупредувања од надлежните институции се уште има граѓани кои палат оган во природа и на отворено. Директорот на ДЗС уште еднаш ги повика граѓаните да не палат оган на отворено во текот на летниот период, да покажат одговорност кон природата, животната средина и безбедноста на луѓето. По повод 18 август, денот на армијата на Република Македонија, министерот за одбрана Владо Мисајловски оддаде почит на борците кои ги положиле своите животи за слободата и независноста на државата. Мисајловски со воени почести положи венци со свежо цвеќе на партизанските гробишта, каде што им оддаде почит на борците кои ги положиле своите животи во борбата за слобода. Во рамки на одбележувањето на празникот венци беа положени на вечните почивалишта на поранешниот претседател Борис Трајковски, поранешниот претседател Киро Глигоров и генералот Михајло Апостолски. Министерот за одбрана порача дека споменот на оние кои дале придонес во борбата за слободна и независна држава мора да се зачува и да се пренесува на идните генерации. Нивната жртва и нивното дело се дел од нашата историја и наша обврска е да го чуваме споменот за нив. Нека им е вечен споменот, порача Мисајловски. 18 август, денот на армијата, се одбележува во чест на формирањето на македонската армија и представува ден кога се потсетува на историскиот развој на македонските вооружени сили, како и на сите припадници кои во различни периоди придонесувале за безбедноста и одбраната на земјава. Од Министерството за одбрана посочуваат дека оддавањето почит кон загинатите борци и истакнатите личности е дел од традицијата на одбележувањето на денот на армијата. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад донесе одлука со која од 18 август се зголемуваат малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 4,85% во однос на претходно утврдените цени. Одлуката ќе се применува од 18 август оваа година. Најголемо зголемување има кај дизелот, чија максимална малопродажна цена се зголемува за 6,5 денари за литар. Бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 поскапуваат за 4,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство ќе има повисока цена за 6 денари за литар. Кај мазутот зголемувањето изнесува 0,188 денари за килограм, со што новата максимална цена ќе изнесува 43,726 денари за килограм. Од регулатор не образложуваат дека промената на цените е резултат на зголемувањето на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар. Во пресметката влија и курсот на денарот во однос на американскиот долар, кој во изминатиот период е понизок за 0,224%. Со најновата одлука продолжува и примената на намалениот износ на акцизата. Од регулаторна посочуваат дека утврдените цени се максимални малопродажни цени. Тоа значи дека трговците на големо и мало со нафтени деривати и горива имаат можност да ги продаваат горивата и по цени пониски од максимално утврдените. Агенцијата за храна и ветеринарство преку ветеринарните друштва со кои има склучено договори за вршење активности од јавен карактер добива информации за појава на заболувања во одредени одгледувалишта на овце и кози. По добивањето информација за сомнителен случај се земаат примероци од животните за лабораториско испитување на присуство на вирусот на сипаници. Се земаат крв и брисеви, доколку болеста биде потврдена, директорот на АХВ донесува решение со кое се определуваат контролните и заштитните мерки за справување со инфекцијата. Мерките, меѓу другото, предвидуваат евтаназија на заразените животни, нивно безбедно закопување со цел да се спречи понатамошно ширење на болеста. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека нивните служби континуирано се на терен и ја следат состојбата во одгледувалиштата. Агенцијата навремено ги презема потребните мерки за контрола и заштита, во зависност од епидемиолошката состојба и резултатите од испитувањата. Во меѓувреме АХВ презема активности во однос на можната вакцинација против болеста. До Европската комисија и до Република Турција е доставена информација и е побарана можност за донација на вакцини.
Експертска група која ја следи состојбата континуирано одржува состаноци и ги разгледува потребните мерки за справување со болеста. Од агенцијата појаснуваат дека по добивањето одговор во врска со вакцинацијата, вакцината најпрво ќе биде подложена на тестирање за безбедноста и чистотата. Доколку ги исполнува потребните услови, ќе се пристапи кон организирано спроведување на вакцинацијата. Секоја вакцинација извршена на сопствен трошок на сточарот без одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство ќе биде соодветно санкционирана. Од агенцијата апелираат до одгледувачите да ги почитуваат официјалните ветеринарни мерки и да соработуваат со надлежните служби. Поранешниот британски премиер Тони Блер и бугарскиот дипломат Николај Младенов ќе учествуваат на средба со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и американскиот преговарач Џаред Кушнер во обид да се деблокира мировниот процес за појасот Газа. Блер и Младенов, која врши функцијата врховен представник на Советот за мир за Газа, ќе му се придружат на Кушнер во разговорите со Нетањаху. Средбата е дел од дипломатските напори за постигнување напредок во спроведувањето на договорот за прекин на огнот и договорените следни чекори. Кушнер, кој е зет на американскиот председател Доналд Трамп, пристигнува во Израел по разговорите во Египет. Таму тој се сретна со лидерот на Хамас Халил Ал-Хаја. Во преговорите учествуваат и представници на земјите посредници – Египет, Катар и Турција. Меѓународните посредници се обидуваат да постигнат конкретен напредок во спроведувањето на патоказот за иднината на појасот Газа. Планот предвидува целосно разоружување на Хамас и останатите палестински вооружени групи. Процесот се соочува со сериозни несогласувања. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху претходно го одби последниот предлог на американскиот председател Доналд Трамп за деблокирање на преговорите. Нетањаху порача дека Израел нема да се повлече од околу 60% од територијата на појасот Газа, која во моментов ја контролира, се додека Хамас не биде целосно разоружан. Договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас беше постигнат во октомври 2025 година, со посредство на Египет, Катар, САД и Турција. Новите дипломатски разговори имаат цел да ги приближат ставовите на страните и да создадат услови за продолжување на мировниот процес, со особено внимание на прашањата за разоружување на Хамас, израелското воено присуство и идното управување со појасот Газа. Шумските пожари продолжуваат да беснеат во повеќе делови од Европа, каде пожарникарите и итните служби се борат со големи огнени стихии во услови на долготрајни високи температури и суша. Најсериозна е состојбата во Белгија, Франција и Шпанија, но пожари се регистрирани и во Германија, Хрватска и Грција. Во Белгија пожарот во природниот резерват Високи Фени во источниот дел на земјата за само 24 часа повеќе од двојно ја зголемил зафатената површина. Огнот досега опфати околу 3000 хектари. Пожарот кој избувна пред 2 дена веќе се смета за најголем шумски пожар во историјата на Белгија. Во гаснењето биле ангажирани повеќе од 250 пожарникари и припадници на итните служби. Белгија го активираше и механизмот за цивилна заштита на Европската унија, пошто во земјата пристигнаа 3 хеликоптери и 2 противпожарни авиони од Шведска, Холандија и Чешка. Во Германија пожарникарите пристигнале напредок во справувањето со пожарот во шумата Хирдген. Околу 2000 жители кои претходно биле евакуирани од целото ГЕ во саботата вечерта добиле дозвола да се вратат во своите домови, откако состојбата била подобрена. Големи пожари продолжуваат да беснеат и во Франција. Во југозападниот регион Ланд од четвртокот изгореле повеќе од 1700 хектари, главно борова шума. Подобрување има кај пожарот во Ардените, на североистокот на Франција, каде што огнот зафатил околу 100 хектари. Во Хрватска 4 лица се уапсени под сомнение дека предизвикале пожари долж Јадранското крајбрежје. Пожарникарите во Грција втор ден се борат со пожар во шумско подрачје на островот Скирос. Локалните власти очекуваат огнот наскоро целосно да биде ставен под контрола. Пожарот во општината Лас Пењас де Риглос во провинцијата Уеска во Франција, кој избувна пред нешто од повеќе од седмица, досега зафатил 16.000 хектари. Огнот се заканува и на манастир стар околу 1000 години. Европските власти продолжуваат внимателно да следат состојбата. Ангажирањето на дополнителни сили и механизми за цивилна заштита се очекува да продолжи се додека не се намали опасноста од ширењето на пожарите.